Почитувани представници на средствата за јавно информирање, почитувани присутни дами и господа. Институциите на системот, на државата и општеството се одлична рефлексија на степенот на развој на една држава и стандардот на живење во истата. Најчесто овие институции се училиштата, универзитетите, здравствените установи, судовите, министерствата, но и затворските установи. Кога се во прашање затворите и затворскиот систем во Република Македонија, не може да не се констатира дека пред 6 и 7 години истите беа во една незавидна положба и рефлектира една неубава слика за нашата држава. Таквата состојба беше сигнал дека треба да се преземат суштински чекори и да се реализираат сериозни и капитални проекти во овој домен. Во таа насока, владата во 2007 година разработи конкретен план во кој се утврдија мерки за подобрување и реформа на системот и сето тоа во насока на исполнување на европските стандарди и подобрување на правата на осудените лица во Република Македонија. Мерките кои ги преземавме главно беа во насока на обезбедување на соодветни просторни услови за затворениците според затворски правила на Европската унија и подобрување на капацитетот на персоналот во насока на нивно професионално работење и целосно почитување на човековите права и достоинство на осудените лица, како изголемување на бројот на луѓе кои што се дел од персоналот. Како позначени активности кои се реализираа во изминатите години, би сакал да ги спомнам следните. Во 2008 година го пуштивме во употреба комплетно реновираниот затвор Прилеп, која е прва казнено поправна установа во државата која почна да функционира според европските стандарди. Истата година целосно го реновиравме и затворот во Штип. Во 2009 година изградивме комплетно ново притворско оделение и комплетно го реновиравме старото притворско оделение во затворот Скопје. Преземавме низа активности за реновирање и подобрување на сместувачките капацитети во затворот Струмица, казнено-поправниот дом од отворен вид Струга, затворот Гегелија и казнено-поправниот дом Идризово. Истовремено, со буџетски средства, сите казнено-поправни установи се опремени со алармен систем, централен систем за видеонадзор, противпожарен систем без ППЗ апарати, СОС систем и металдетекторска врата, спроводни возила, теретани и опрема за спортски активности и така натаму, со што во значителна мера е подобрено функционирањето на установите, како од безбедносен аспект, така и за работа и слободни активности на осудените лица. Со еден збор, нема казнено-поправна установа во државата, во која во изминатиот период не е инвестирано. Сепак, ние не застануваме тука. Денес, главниот фокус ни е ставен на реализација на програмата на владата за обнова, реновирање и изградба на нови објекти со скупна површина од 60.000 метри квадратни во 4 установи. И тоа: прво, комплетно нови објекти во казнено-поправниот дом Идризово, чија изградба ја започнавме кон средината на овој месец, пред околу 2 недели. Второ, нов воспитно-поправен дом Тетово, кој ќе започне со изградба во текот на следниот месец, во текот на месец октомври. Трето, нови објекти во затворот Скопје. И четврто, втора фаза од изградбата на затворот Куманово, чија успешна реализација денес со задоволство ја промовираме. Почитувани присутни, затворот Куманово е комплетно нова, современа казнено-поправна установа, од полуотворен вид, во чии рамки функционира и отвореното оделение во Крива Планка. Првата фаза од изградбата на оваа установа се одвиваше во периодот од 2008 до 2009 година, во која се изгради затворската зграда, трафостаницата и пречистителната станица, за што издвоивме тогаш 72 милиони денари. Реализацијата на втората фаза започна во 2011 година и во нејзини рамки беа изградени следните содржини. Беше изграден посебен дел за прием и контрола на лица и пратки, дел за администрацијата, матично оделение за прием и регистрација и архива, гаража и енергетски блок, простории за остварување на посети на осудените и притворени лица, посебна амбуланта за здравствена заштита на осудените лица, кујна, трапезарија и перална, посебна просторија за задоволување на верските потреби,
работилници за работно ангажирање на осудените како еден од најзначајните облици на третман за време на издржувањето на казната затвор. Спортски терени и одлични услови за спортување и одржување на физичкото здравје на затворениците. Значено е да се спомне дека установата има свој посебен систем за затоплување, посебен систем за водоснабдување, како и сончеви колектори за загревање на санитарната вода за потребите на кујната и бањите за осудените лица. Целиот затворски комплекс е ограден со ограда висока 4 метри, а во установата е вградена и најсовремена техничка апаратура за видеонадзор. Сите објекти се изградени од градежни материјали, кои обезбедуваат ниска потрошувачка на енергија, природна дневна светлина, природна вентилација, заштита на вода, лесно одржување на установата, сигурност и безбедност, но и задоволување на сите меѓународни признати стандарди од аспект на функционирање на затвор. Она што особено сакам да го истакнам е тоа дека се обезбедени сите услови да се минимизира потребата од персонал од затворското обезбедување, за што се овозможени услови затворскиот персонал во голема мерка да се концентрира на корективни активности со цел што поуспешна ресоциализација и социјална адаптација на осудените лица. Почитувани присутни, по целосното завршување на затворот Куманово, установата е со вкупна површина од над 5000 метри квадратни и капацитет од 250 лица. Целосната инвестиција за изградбата на ова установа изнесува околу 234 милиони денари. Ваквата инвестиција е дел од капиталниот проект на владата на Република Македонија за изградба и реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија, кои се вкупно тежи 52 милиони евра. Ваквиот обем на средства досега никогаш не били издвоени за македонските казнено-поправни установи. Тоа е јасна потврда на нашите намери да направиме значајни успеси и крупни чекори напред за унапредување на состојбата во затворите, а со тоа и на самите граѓани кои отслужуваат својата казна во истите. На крајот, дозволете да честитам и да се заблагодарам на сите кои беа вклучени во овој проект. На министерот за правда, господинот Блевин Беџети, на вработените во Министерството за правда, на поранешниот министер за правда, господинот Михајло Маневски, кој во преходната фаза учествуваше, односно го водеше овој проект, на заменик министерот за правда Билјана Бришковска-Бошковска, на управата за извршување на санкции на незиниот директор и вработените во институцијата. Но исто така се заблагодарам и на министерот за финансии Ставрески, кој во релативно кризни времења се погрижи да се обезбедат средства за изградба нова установа. Но сепак тоа немаше да биде доволно доколку пратениците во собранието на Република Македонија не дадеа поддршка на овие проекти. А оваа година ќе се согласите, поддршката не беше лесно дадена кога се гласаше буџетот во собранието. Да се заблагодарам и да честитам и на фирмите кои го реализираа проектот и на работниците што го дадоа трудот за тоа, како и на сите останати кои на свој начин беа вклучени во истиот. Нека е со среќа и нека е со успех почетокот на работата на новиот затвор Куманово. Ви благодарам.